Изборниот законник ќе биде донесен навреме со сите забелешки и измени кои се содржани во забелешките на ОПСЕ и ОДХР, изјави денес премиерот Димитар Ковачевски. Се работи за две одлуки. Едната е прво промена на изборниот законник, преку внесување на сите забелешки од ОПСЕ и ОДХР. На тоа работи работна група. Во почетокот беше работна група во која што учествуваа експерти и представници на политички партии во собранието. Меѓутоа сега се вклучени и политички партии од власта доминантно, меѓутоа сега се вклучени и опозиционите партии. Мислам дека за многу краток период ќе имаме изборен законник кој што ги вклучува сите одредби од забелешките на ОПСЕ и ОДХР и кој што ќе овозможи продолжување на одржување на демократски избори. 8 мај се уште не е дефиниран како конечен датум за парламентарните избори. Ковачевски потврди дека мај ќе биде изборен месец, но датумот партиите треба да го одлучат заедно. Во однос на одржувањето на изборите, планирам некаде во текот на наредниот период, бидејќи декември нуди таква можност, да се одржи една средба во собранието на која што ќе можеме да ги дефинираме сите детали во однос на одржувањето на изборите, така како што се правило во минатото, ќе биде направено и сега. И идната година Северна Македонија ќе оди со парламентарните партии и идната година Северна Македонија ќе оди на избори така како што е пропишано и со закон и со устав.